тој е национален координатор на глобалната недела на предприемништвото, нели нашиот настан се реализира во рамките на таа глобална недела на предприемништво. Повели Симона. Ви благодарам многу, Маја. Моето име е Симона Чаминска, националниот координатор на глобалната недела на предприемништвото во Македонија. Би сакала да ве поздравам сите присутни, гледам дека сте навистина во импозантен број и сте всушност од цела Македонија присутни. Глобалната недела на предприемништвото е светска иницијатива што се случува паралелно во 180 држави во светот и во рамки на една недела од 8 до 14 ноември се организираат преку 40.000 активности посветени на предприемништвото, меѓу кои и теми од областа на предприемачкото образование, каде што спаѓа токму темата што вие вечерва ќе ја обработите во рамки на овој настан. И од тој аспект би сакала да се заблагодарам на Дигет за повторното учество, бидејќи тие ни беа партнери и лани во рамки на глобалната недела. Со повторно учество всушност изразуваат голем интерес за поддршка на екосистемот и за разговарање на теми од областа на образованието. Воедно би сакала да напоменам дека Асоциацијата Стартап Македонија е домаќин на оваа иницијатива од 2018 година па наваму, каде што започнавме со само еден настан за да стигнеме до 45 и оваа година имаме повеќе 48 настани. Така да навистина е возбудливо да се биде дел од ваква иницијатива која што се случува во 11 градови во Македонија моментално. И би сакала на сите да ви посакам пријатна вечер пред се, пријатна дискусија и се надевам дека ќе имаме интересно време пред нас во текот на следниот час. Благодарам, Маја, уште еднаш и би сакала да го прогласам настанот за отворен. Благодарам, Симона. Бидејќи вие сте во голем број, ќе ве замолам, нели, да ги исклучите вашите микрофони, за да можеме подобро да се слушаме помеѓу нас, затоа што, нели, потребно е време инаку горе-доле за да можеме да ве ставиме на мјут. Значи, еве сега во името на Центарот за иновации и дигитална едукација би сакала да се заблагодарам на поканата која што ја добивме Симона за да земеме учество со наш настан при одбележување на глобалната недела на предприемништвото, бидејќи сепак живееме, нели, во еден многу динамичен свет во кој што развивањето на вештини за иновативност и предприемничко учење се далеку од потребни, значи можеме да кажеме дека е неминовност и сепак почетоците за развивање на овие вештини се наоѓаат во основното образование, односно уште од мали нози треба да се развиваат кај учениците. Наши вечерашни говорници се три прекрасни дами, три колешки со кои што соработуваме подолг временски период, баш кога договаравме за средбата, дискутиравме колку многу одамна сме соработувале на најразлични проекти, значи се знаеме уште пред да постои Центарот за иновации и дигитална едукација. Значи, овде со нас е Аида Петровска, која што е наставник по физика во Димитар Миладинов училиштето во Скопје. Потоа Павлинка Велјановска, кој што е наставник по музичко образование во училиштето Гоце Делчев во Неготино и Билјана Николовска, која што е наставник по информатика во училиштето Сандо Масе во Струмица. Со нив три ќе поразговараме за тоа како и на кој начин тие успеваат да ја развиваат иновативноста кај учениците и ги поттикнуваат на едно предприемништво уште од мали нози, значи уште од основното образование, но исто така ве поттикнувам и сите вас да земете учество во дискусијата, така да слободно доколку имате некое прашање може да го запишете и во чет или некој ваш коментар. Јас ќе се обидам да следам се паралелно и потоа да им ги поставиме на нашите говорници вашите прашања, нели, на крајот. Исто така ќе ја почитуваме и временската рамка која што имаме. Овој наш настан е предвидено да трае 60 минути. И сега, уште на почеток спомнав, нели, дека предприемништво и иновативноста е добро да се развиваат кај учениците уште од мали нозе, па еве прво што би ги прашала нашите соговорници е дали тие сметаат
дека може да се развива вакво нешто во основното образование и на кој начин може да се направи тоа. Ние минатата година, како што спомна Симона, веќе имавме еден настав во кој што дискутиравме за развивање на овие вештини на часовите по иновации, но сега еве малку ја прошируваме рамката, бидејќи не станува збор нели за развивање на вештините само во предметот иновации, туку сите ние наставниците кои што работиме во основно образование на некој начин ги развиваме овие вештини кај учениците преку работа на најразлични проекти. И еве прво би ја повикала Павлинка да ни одговори на прашањето. Инаку за Павлинка, јас би можела да кажам дека прво кој ќе се спомне нејзиното име е наставник по музичко образование, кој што сака многу да се меша во STEM предметите, односно да бара некоја интеграција на најразлични нели активности кои што се однесуваат на музичкото образование со предметите од STEM областите. Повели Павлинка. Дали се слушаме, дали се гледаме? Павлинка? Маја, Павлинка имаше некои технички проблеми. Па, Најпријатно со Zoom-от. Да. Бидејќи Така Билјана да- ни се јави, сега Билјана ќе ни каже прво. Благодарам. Да. Прво да се заблагодарам на Сдруженијето што не поканивте да бидеме ваши гости и на сите еве колеги кои што се присутни и одвоиле време да не послушаат. Се надевам дека ќе го оправдаме времето кое што еве ќе го искористиме заедно. На првото прашање кое што го спомна Маја, дали може да се развива иновативност уште во основно образование, сметам дека е многу добро и доста важно да почнеме да го развиваме предприемништвото на помала возраст, едноставно да им се всади тој предприемнички дух на децата. На почетокот се развива преку различни игри меѓу учениците во самата училница, бидејќи тие се уште мали, но како што растат понатаму се вклучуваат како учесници во проекти, за да понатаму во повисоките оделенија ги вклучиме во изработка на самите училишни проекти, па дури и нивно менаџирање во одреден сегмент. Здравје, нели, кога ги дојдат веќе 8-9 оделение, ги вклучуваме и во процесот на менаџирање. Тие покажуваат многу иновативен пристап кога треба да изработат одредени наставни помагала. Знаат да понудат различен алтернативен приод за решавање на одредени проблемски ситуации на нивен многу едноставен детски начин, кој што еве и нас како возрастни често пати знаат да не изненади, и тука се гледа таа нивна иновативност, која што ја носат со нивните детски игри. Конкретно за моето училиште би сакала да кажам дека ние како училиште имаме традиција секоја година да организираме еден продажен сајм или базар на ученички изработки по повод Нова година и Великден. Значи учениците овде се вклучени сите ученици од прво до 9 оделение и за тој настан се подготвуваат на самите часови, ги подготвуваат своите изработки, едноставни украси, честитки, игри, некои детски едноставни, кои што потоа секој оделение си подготвува свој штанд како свој простор за продавање и заедно со својот наставник и својата ученичка заедница комплетно сите ги продаваат тие производи, претходно менаџираат, покануваат гости на тој настан, најчесто собраните средства се за хуманитарни цели, но понекогаш се наменети за потребите на самото оделение, покупување на некои одредени средства, одредени додатоци во кои што им се потребни во секојдневната работа за време на часовите. И други проекти кои што би сакала да ги посочам еве уште на самиот почеток, во кои учениците учествуваат и менаџираат проекти, тоа се учениците од повисоките оделенија, значи кога нивната иницијатива е уште од почетокот, значи од самата ученичка заедница, потекнува од таму, и секако во соработка со нас како наставници организираат 2 драмски представи во кои учествуваа самите ученици. Представите беа со едукативна содржина, едната беше за детските права, булинг, а другата беше една друга од македонски јазик, едукативна содржина. Тие беа обработени со конкретно нивни ликови, тие ги играа ликовите и тие представи ги одиграа како на локално, така и на меѓународно ниво, ги менаџираа, ги обезбедуваа средствата, исто така дел од тие парични средства ги наменуваа за хуманитарни цели. Значи ова е еден друг пример на едно повисоко ниво на организација на учениците,
сепак нели на едно ниво кое што не е професионално, туку еве во функција на постигнување на овие наставни цели и подигање на нивото на предприемништво од страна на нашите ученици преку ученичката заедница, како една форма на организација. Да, точно така. Јас мислам дека во голем дел од училиштата, нели, во кои што ние работиме, да речеме, во основните училишта, децата се вклучуваат во такви базари, хуманитарни акции, значи уште од најмала возраст. Не мора да значи дека нели треба да имаме посебен предмет за само во него да работиме, туку едноставно ние како наставници преку организирање нели на голем број на акции, хуманитарни или базари или било што друго, ги вклучуваме учениците во такви активности во кои што може да ги поттикнуваме да размислуваат нели иновативно и го развиваме тој предприемачки дух. Еве Аида може ќе додаде уште нешто. Ќе додадам нешто поинаку, да не се повторувам, зашто било кој колега да зел збор или да сте го поканиле да зборува, верувам дека идентични приказни ќе слушнете. Јас ќе одам малку и понатаму, поправо уште кога се помали, зашто лично јас сметам дека иновативноста се развива од самото раѓање. Може да се поттикне или открие во предучилишни установи, па да продолжи да се надградува во основно образование, средно и така понатаму. Може би многумина нема да се согласите со мене, зашто иновативноста не ја сметам исклучиво како некој ново создаден користен предмет или ресурс кој што можеме нели да го замениме со пари. За мене секоја промена е иновација, секое трагање по промени е иновација. Лична, а може да биде и системска. Системски иновации се всушност трагања по промени. Според мене, воведување на реформи во образовниот систем спаѓа во иновации и иновативност. Некогаш иновациите можат да не изненадат и со неочекуван успех да бидат или неочекувано промошување. Од тие причини се потребни системски анализи кои најдобро ќе укажат од каде да се почне, од каде да се почне и од каде промените се најнеопходни во нашиот образовен систем. Разбирливо е дека предучилишната возраст дечињата учат низ игра. Тоа се согласувам, сите го потенцираме и кажавуваме и нагласок е даден на самата игра, но кога ќе преминат во основно образование, насоката треба да се смени. Треба да играт низ учење. Иновативноста на основците ќе се состои во тоа што тие ќе умеат да ги применат игрите и играчките за полесно совладување на градивото што го изучуваат. Еден пример се оние играчки, како што се, верувам, во сечи и раце биле, и се сеќавате кловнови или разни животинки кои, кога и да ги легнувате, тие секогаш се исправат и се враќаат во првобитна положба. За едно дете од градинка ова е само кукла, кога ја легнувале, таа се исправувала. Таа сама станувала, додека во повисоките оделенија од основно образование учениците ќе објаснат зошто куклата се однесувала така, па дури ќе можат и сами да изработат таква кукла. Иновативноста е и во изработка на нагледните средства кои ги изработуваме од отпадоци, за тоа би можела и еден роман да раскажам. Реупотребуваме тркала од стари велосипеди, електромотори од стари автомобили, од бришачи или некои играчки кои што веќе не ги употребуваме, разни жици, тегли и се она што ќе ни се најде при рака. Сметам дека иновативноста се раѓа при секое истражување и решавање на некаква проблемска задача, а такви истражувања и проблемски задачи имаме и во изобилство по природните науки. Значи, тоа не ни недостасува и особено со воведување на природните науки, мислам дека и иновативноста се повеќе доаѓа до израз во основното образование. Да. Значи, убаво го фати, нели, дека можеме да ја развиваме уште од најмала возраст, уште пред да дојдат децата во училиште, но еве, нели, ние како, бидејќи сите поголем дел од нас присутните овде сме наставници во основно образование, и она на кое што, нели, би сакале денес да се задржиме, на кој начин ние како наставници сега можеме да ја развиваме таа иновативност. Точно е дека децата сето тоа се развива уште пред да дојдат во училиште, но на кој начин, еве, вие реализирате голем број на проекти, еве, Аида сега
конкретно вас пак ќе ви се обратам, вие реализирате голем број на проекти во училиштето, нели јас кога и да отворам на Facebook, доаѓа нели информација за некој проект кој што го работите заедно со учениците. На кој начин всушност вие преку проектите ја поттикнувате таа иновативност и ги поттикнувате учениците понатаму нели на предприемништво? Како го постигнувате тоа вие во училиштето, еве конкретно? Може и да само момент да те сопрам, се извинувам. Да, не знам кој е администратор тука, Павлинка, и кажувало дека веќе бројот е пополнет и не може да се вклучи. Да, ќе видиме сега со... Така, само тоа сакам да кажам. Во ред. Добро, Повели, додека ја доведете Павлинка да ни се приклучи. Да. Ќе почнам повторно од оние општи работи, зашто во природните науки, не само во проектите, туку и во редовната настава е застапен секој вид на иновативност во зависност од наставните теми кои се обработуваат. Понекогаш добиваме производи, нагледни средства кои го збогатуваат наставниот процес, понекогаш абстрактно то го правиме конкретно, за да полесно да се разбере материјалот и да се прилагоди на возраста. Понекогаш менуваме улоги, а со тоа го менуваме и квалитетот на самата настава. Се создават нови идеи, односно потреба од промени во реализација на наставната содржина и се менува обемноста на материјалот кој што се изучува. При спроведување на проекти од наставници преминуваме во предприемачи. Тоа е она што е денес и темата на оваа средба, зашто се нудат и нови можности. Пред се нашата затворена иновативност, зборувам затворено кога е во кругот на училиштето, се трансформира во отворена и во неа вклучуваме поединци и тимови од други држави. Правиме поинаков пристап кон науката и технологијата. Отвораме врати за прифаќање и давање знаења, дозволуваме научно-технолошката револуција по-забрзано да се вклучи и кај нас, иако знаеме дека таа се случила уште во втората половина на 19 век, но се уште не совладала целосно. Кога ќе осознаеме дека технологијата ни овозможува светот да го прилагодиме кон себе си, а не ние да се прилагодуваме кон светот, ќе биде полесно. Во областа на наставата и учење, иновација и воведувањето на нова трансформативна практика во веќе постоечки процес со цел да се подобри или пак за решавање на проблеми во образовниот систем е исто така иновација која што некако се обидуваме, но никако да најдеме она вистинско решение и мислам дека треба некаква длабока анализа и на вистина да запнеме, да иновираме, да направиме образовен процес по мерка на не само на ученикот, туку и на наставникот. Оти забораваме каква улога има наставник воопшто во образовниот систем. Системските проблеми се решават на повисоко ниво, но интерните, оние што се во кругот на нашето училиште, можеме да се обидеме и самите да ги решиме во сојузништво со нашите ученици. И јас ќе се задржам сега со конкретни примери, зашто се поспецифични и ќе ги спомнам. Еден од проектите кој што ќе го спомнам уште не почнал со реализација, се надевам дека ќе започне, мислам дека малку го забави ковидов и самите избори, зашто се работи за проект кој што ние сме го нарекле, а наш си е, мислам наш си е од моето училиште, го направивме или го изработивме со уште 4 колешки, се нарекува Културно-научен центар неуморни истражувачи. Некаква карактеристика што вистина е за сите природњаци, односно наставници по природни науки, а тука би ги сместила и учителите, од тие ми се најголеми сезнајковци. И конкретно со овој проект конкуриравме во предизвик на млади истражувачи и истражувачки. И како премногу комплексен проект не доби можност да се развие од нас неговите автори, но сепак ќе заживее под закрилја од нашата општина Центар со некои други изведувачи.
Искрено да кажам, се радуваме и на ова опција, само да заживее. И идеја за потреба на ваков проект произлезе од самите ученици. При реализација на наставните содржини кај учениците секогаш е присутна желбата за сопствен простор, можност за креирање, творење, истражување. Со овој проект наставни активности би се збогатиле со демонстративност, креативност и негување на талентот. Тргнавме од предпоставка дека во подобри услови за работа целосно се детектира, негува и промовира иновативноста на талентите, на надарените ученици. Дизајнирање на самиот овој наш проект, научниот центар, кој што би се содржал од медиатека, планетариум, лабораторија по физика, хемија и биологија, во кои талентираните ученици би можеле да ги применуваат природно-техничките науки преку различни истражувања и експерименти, а резултатите од нашата проектна активност би можела да има и големо влијание во заедницата, во локална и во пошироки рамки. Во уредувањето на просториите, осмислување на креативна програма и добар старт на научниот центар би можеле да соработуваме со локална средина, со училишта од општина Центар, па и пошироко, би можеле да организираме културни научни настани за поширока заедница, би одбележувале значајни датуми и би организирале надпревари во знаења и вештини. Тоа е проект што со голем жар и со голема желба очекувам да се стартува и се надевам дека таму некаде нема да се угуши и вистина ќе имаме бенефит зашто имаме доволно слободен простор во нашето училиште, иако веќе кажав, реализаторите ќе бидат некои други, нема да бидеме ние, но сепак посакувам тоа што побрзо да се случи. Второто нешто што сите знаете и голем број од вас што сте присутни и тука и оние што не се присутни, членувате и работите и го знаете бенефитот од e-twinning проекти. Со моите ученици учествуваме во повеќе e-twinning проекти, во кои ние наставниците се само организатори, уредувачи, насочувачи, а се друго е во рацете на нашите ученици. Ние наставниците поставуваме теми, проблеми, задачи, а тие учениците предлагаат решенија, донесуваат одлуки за темпото на работа, се договараат со сите учесници. Крајот на секој проект завршува со заеднички продукт, книга, блог, збирка на видеоматеријали, збирка туторијали за бесплатните Web2 алатки и слично. Секоја дополнителна работа кај учениците тешко се поттикнува, додека ученикот не почувствува дека од истата има некаков бенефит, нема да се зафати со истата, сигурно. Како иновација во сегашниот образовен систем се слободните ученички активности, кои се задолжителни по секој наставен предмет. Во тој дел ги сместив проектните активности, кои понекогаш се врска помеѓу редовната настава и слободните ученички активности, а во септември ги запознавам учениците со проекти кои се од областа на природните науки, а им додавам и по некои за релаксација, како што умеам да кажам за десерт, а на тема екологија или уметност. Учениците сами одбираат на која тема ќе работат во тие активности, а истите активности трајат во текот на целата година. Крајниот продукт кој произлегува од тимската работа е креативен и иновативен. Често добиваме продукти, како на пример некој туторијал за одредена Web2 алатка но прилагодена кон нашиот предмет и ни ја олеснува работата при учењето и поучувањето. Тука се постери, календари, сликовници, книги, презентации, видеа, блогови, разни други продукти кои понатаму наоѓаат примена во наставата. Најчесто завршуваат како отворени образовни ресурси кои би можеле да се понудат и како комерцијален производ. Највозбудливи се завршниците на секој од проектите, кога учениците ги презентират продуктите и кога имат за задача да ни го наметнат нивниот продукт како нешто совршено, како нешто квалитетно и корисно, што кажувам јас често, научете да умеете тоа да ни го утрапите, да ни го продадете, и тоа вистина го прават, и сметам дека и тоа исто така е еден неизоставен дел од иновативноста на нашите млади ученици. Се надевам дека опфатив се. Да,
Значи, како што веќе кажавме, нели, голем број на проекти, каде сега да се продискутира. Ми се допаѓа она што го напоменавте за e-twinning проектите, нели, точно е така, ние даваме идејата и всушност иновативниот елемент кој што го развиваме кај учениците да размислуваат како понатаму сето тоа ќе се развива, како ќе се спакува, како ќе се пренесе на другите, значи доведува до навистина едно големо поттикнување кој учениците за такви видови на активности. Сега бидејќи ни се вклучи Павлинка, и претпоставувам дека нели да до Павлинка, да. Еве, сега ти би ни кажала се во едно, нели? Дали ти сметаш дека можеме да ја развиваме таа иновативност и предприемачкиот дух кај учениците во основното образование? Веќе Билјана е и да ни кажа дека можеме уште пред основното да почнеме, но еве твое видување и малку да се навратиш на тоа на кој начин ти преку работата на проекти ги развиваш овие вештини кај твоите ученици. Секако дека во средните училишта има многу повеќе можности за реализација на идеите, но сепак според мене исто треба да се почне порано, токму во основните училишта, можеби и порано, да почнеме да ја развиваме иновативноста чекор по чекор. Возраста на учениците бара пристап кој е прилагоден спрема нивните можности, но сепак учениците на помала возраст се полни со идеи, а наша задача како наставници е да ги поттикнуваме и правилно да ги насочуваме. Иновативниот пристап најпрво во редовната настава, користење на нови ИКТ алатки се првите чекори. Постојат многу проекти на глобално ниво во кои се вклучуваме, па така нашите ученици споделуваат идеи со врсници од светот токму на овие теми, како пример би го навела проектот Innovate Your Dreams, каде што размислуваа каков би бил светот во 2030 година со акцент на иновација поврзано со целите за одржлив развој. И во нашата држава постојат во моментот слични активности, например проектот со микробит. Секако тука се и проектите за основните и средните училишта поддржани од Фондот за иновации и технолошки развој, кои се голем поттик за развивање на иновативноста со тоа што учениците се вклучени во цел проектен циклус, од идеја преку организација па се до реализација. Веќе 3-4 години има многу интересни иновативни идеи, но уште побитен е бројот на ученици кои што се вклучени и кои учествувале во ваквите иновативни проекти. Имам искуство дека основците во секоја активност, во секој проект влегуваат со многу интересни идеи, но со голем жар се внесуваат во проектите. Постојано се активни и редовни во извршувањето на обврските, но во секој случај повеќе од потребно е да се развива иновативноста на оваа возраст, најпрво заради поттикнување на афинитетите кај учениците, но и избор на идна професија која може да биде и на крајот од основното образование со избор на стручно училиште во кое учениците ќе го продолжат своето средно образование. Како што спомнав и претходно, секогаш почнуваме со мали чекори на помала возраст, почнувајќи еден најобичен пример со новогодишните базари, каде учениците изработуваат новогодишни украси, ги продаваат, па потоа размислуваат како да ги потрошат собраните пари. Ете наједноставен пример. Јас како наставник по музичко образование секогаш се трудам и иновативноста да ја внесам на мојот час најпрво, па така покрај пеењето и свирењето, заедно со моите ученици ги интегрираме содржините по музичко со физика, математика и информатика, па наеднаш ќе се јави некоја идеја. Например, учиме музика и физика, ги поврзуваме со музички инструменти, па ајде да правиме музички инструменти од природни материјали, па потоа и оркестар. Најпрво се усвојува суштинското, оно што е предвидено со наставната програма, се развива креативноста, но се надоврзуваат идеи и доаѓаме до нашиот прв настап, например со инструменти од природни материјали. За цел овој процес, за една обична училишна активност, кој што го спомнав како пример, потребни се ресурси кои учениците ги набавуваат, изработка, функционалност, односно примена на производот, организација на активностите и на крај организација на настан, а учениците се главни носители на цел процес. Но многу битно е најпрво учениците да се поттикнат да размислуваат на иновативен начин, да се поттикнуваат и насочуваат со нивните идеи,
а наставникот да биде постојано поддршка, без разлика дали се работи за конкретен проект или се работи за активност на часот или активност во училиштето. Но и нам наставниците, барем јас чувствувам потреба од обуки од овој тип, затоа што идеите ги имаме, но како да ги организираме, како да го поврзиме сето тоа со курикулумот, каде да се сместат тие активности, во кој дел од наставниот ден. Исто така и потребни се повеќе конкурси од овој тип, поддршка за идеите од голем број на организации со цел добивање краен производ, па дури и негов пласман, што имавме ние случај што ќе го спомнам понатаму. Така уште повеќе ќе се развива и иновативноста и предприемачкиот дух на оваа возраст. Добро, ви благодарам. Значи, јас сметам дека нели вие во училиштето сигурно имате голем број нели на проекти кои што ги реализиравте. Нели јас на почетокот спомнав Павлинка, нели имаше проблем со вклучување, но спомнав дека така мене кога ќе се спомне Павлинка Вејановска ми вели музичко во сите STEM предмети, заради тоа што секогаш кога сум била на некој настан била таа интеграција. Мислам дека е многу важно кога се поттикнуваат учениците нели на иновативно размислување, на развивање кај нив на некои вештини за предприемништво, да се промовира тој интердисциплинарен пристап. Заради тоа што можеби во оделенска настава е поприсутен тој интердисциплинарен пристап, кој ќе дојде кај нас во предметна малку потешко го поттикнуваме сето тоа. Ама еве Билјана сега ќе ни каже еден баш убав пример нели за поттикнување на еден таков пристап во училиштата. Повели Билјана. Во размислување кој проект да го презентирам, затоа што имаме доста проекти изработени, некако најблизок кој што би поврзал и иновативност и предприемнички дух кај учениците, би го издвоила проектот за уредување на дел од училишниот двор со нашите ученици. Генерално повеќето се интердисциплинарни проекти, затоа што се вклучуваат сите наставници, повеќето од природните науки и ученици од повеќе оделенија, значи не зборувам за проект само на часот по информатика кој што се реализира, туку проект во кој што се споја и физика, и хемија, и математика, и ликовно информатика и повеќе ученици. Значи учениците ја наметнавме идејата дека треба да го уредиме делот дворот и почнаа да истражуваат. Значи самиот процес на тоа како ќе го уредиме ние училишниот двор тргна од самите ученици. Направија најпрво една анкета со која што ги спрашаа своите другарчиња што би посакале да имаат во овој дел од дворот кој што ни беше планиран да го уредиме. И од таа анкета произлезе дека имаат потреба од повеќе клупички заседања за време на одморот, за време на појадокот, некои реквизити како улашки или клацкалки. Значи тоа беше произлезено од самата анкета. Понатаму во текот на после процесот на истражување, кога се собравме како тим и почнавме да дискутираме кои се резултатите од анкетата, ги видовме желбите на нашите ученици и почнаа да истражуваат на интернет што всушност нешто од ова би можело да се искористи освен како реквизит за забава, туку и како реквизит за учење. Овде учениците почнаа да ги дизајнираат сами на часовите по информатика, секако во рамките на нивните можности, нивните способности, а потоа почнавме дискусија за материјалот кој ќе биде потребен за нивна изведба, а и кој може да ни помогне за таа изработка. Морам да кажам дека ние немавме буџет за таа активност, но имавме голема мотивација и тоа бидејќи бевме дел од еден проект во кој што ако успееме да направиме еден таков самоодржлив проект, ќе добиеме како донација кариерно каче, така да бевме мотивирани да го изработиме и да изнајдеме начин да го реализираме. Значи, овде стануваше збор за не само идеи, иновативни идеи, туку и начин како да го изменаџираме целиот овој проект. Увидовме дека ни е сепак потребна помош од локалната заедница, па затоа со учениците проектот го представивме пред локалните компании за дрвна индустрија, компанија за бои и лакови, и да ви кажам колку големо искуство представуваше ова за нашите ученици, кои што своите нацрти, проекти ги представуваа, ги презентираа пред тие стручни луѓе, пред компаниите,
и колку желно очекуваа повратен одговор да видат дали тие нивни идеи се прифатени и дали ќе добиеме некаква помош од самите компании. Проектот заврши, еве да не должам многу, заврши позитивно, ни се јавија компании кои што ни инвестираа во изработката, ни помогнаа во изработките на тие елементи во нашиот училишен двор и со тоа успешно завршивме. Го добивме кариерното каче, учениците ги развија малку повеќе своите компетенции за предприемништво, а во целиот процес имаше голем процес на учење. Овде ќе потенцирам дека беа вклучени сите ученици, не само талентираните, туку буквално сите. Овде се увидува голем број на недостатоци од самиот процес на учење, како по математика, во физика и во сите други, во информатика, во сите други предмети, кога требаше практично да размислуваат, значи своето знаење од предметите да го применат практично. Да кажат колку кубици дрва ни се потребни ако треба да правиме одреден реквизит, како ги претвараме, колку пари чини. Значи сето ова поврзува едно комплетно знаење кој што на ученикот му дава една самодоверба. Многу иновативни идеи добивме од ученици кои што можеби немаат многу високи оценки по одреден предмет, но тоа е тоа што на ученикот му дава една голема самодоверба да понатаму се развива во тој дух. Веднаш се гледаат ученици кои што имаат предприемничко нешто во себе, да кажам, и ученици кои што им треба малку повеќе да се ангажираат. Меѓутоа, бенефитот беше обостран како за нас како ученичка заедница и училиште, така и за учениците кои што сето тоа го изработи. Друг проект кој што го изработивме исто така заедно со учениците, тоа беше проектот Електронската корпа, на кој што доградивме микробит. Целта беше да го собереме електронскиот отпад во училиштето. Сите во училиштето имаме електронски отпад, што од стари компјутери, стари батерии, стари далечински управувачи од дома. Најпрво почна со идеја од нивна страна, која што започна со анкета, која што беше реализирана не само во рамките на училиштето, туку и надвор. Излеговме малку од надвор од нашето училишно окружување во најблиската околина од малото околу нашето училиште. Ние сме сепак во централно градско подрачје, така да анкетата направена од учениците беше во едукативна цел, дали знаат што е тоа електронски отпад и како го собираат дома. Најпрво насочена кон нашите помали ученици, прошири кон сите ученици, па и реков надвор од нашиот училишен двор. После едукацијата имавме еден заеднички отворен час на кој што се договоривме како ќе одиме понатаму со електронскиот отпад од кој ќе го собереме. На самите корпи имавме поставено микробит кој што ни броеше колку куп парче на електронски отпад сме собрале во одреден период, па во договор со нашиот директор да го изменаџираме целиот овој процес до крај, да тој отпад што сме го собрале има една конечна завршница која што можеме да го продадеме некаде, да обезбедиме дел финансиски средства од него или, ако не, барем да го складираме на некое безбедно место во кое што не би ни зрачил повеќе со вакви отрови кои што содржи самиот електронски отпад. Уште еден проект кој што во кратки црти би го кажала и ќе оставам место на другите колешки кои што знам дека имаат многу што да кажат. Тоа беше проектот Како до почист воздух, кој што ми се наметна во зимскиот период пред пандемијата, кога беше актуелно загадувањето и се уште е, нели, меѓутоа тогаш почнавме да размислуваме малку подетално околу тоа. Го почнавме проектот заедно со колешките хемија, физика, биологија, садење на цвеќиња во училницата како прочистувачи на воздухот. Цвеќиња кои што не се некој голем финансиски издаток, можеме да ги пронајдеме, да ги засадиме. Со микробитот направивме една комплетна анализа што имаме потребно на цвеќињата, вода, светлина, значи една комплетна анализа од страна на самите ученици. Со овој проект учествувавме во фондот за иновации, стасавме некаде до финале, не победивме, но сепак бенефитот од проектот за самите ученици, целиот тој процес на учење од самиот почеток беше голем, затоа што во дел од училниците го направивме, го реализиравме, некои се пофалија дека и дома поттикнале да стават вакви цвеќиња во своите простории на живење. И овде не застануваме, секако по завршување на пандемијата веќе имаме една нова идеја за нов проект, тоа е проектот Училишно кино, која што иницијативата ни започна уште за време на часовите по информатика, кога требаше да изработат плакат за познат филм.
И бидејќи ние во градот немаме кино, почнавме да размислуваме околу тоа како во училишната сала да направиме нешто слично на тоа, меѓутоа еве да не задржувам, не би кажувала повеќе, се надевам дека на некоја друга ваква заедничка средба би го кажала исходот од овој проект. Да, се надеваме дека после реализацијата ќе дознаеме на кој начин изгледало киното во Струмица, нели? Да. И сега, многу интересно, сите три спомнавте, нели, дека многу е важно, нели, учениците да видат дека имаат бенефит од тоа, рече Павлинка. Исто и вие рековте дека и Билјана е ида дека многу е важно учениците, нели, да се поттикнат да размислуваат. И еве Павлинка прво би ја прашала, на кој начин вие ги поттикнувате учениците да размислуваат еве за проекти? Еве Билјана на крајот сега ни напомена дека идејата за новиот проект како дошла на часовите, нели, по информатика кога работеле, но еве генерално кога сакате да започнете нешто, дали вие ми не наметнувате темата на учениците или вие очекувате од учениците да дојде идејата за некоја тема? Значи, на кој начин, која е тајната состојка како вие да ги поттикнете учениците, нели, за учество во овие проекти за развивање на таа иновативност кај нив? Така, некако меѓусебно се надополнуваме. Еве јас преку нашиот последен проект на кој сме многу горди, ќе го објаснам целиот процес од идеја до реализација. Моментално во холот на нашето училиште го имаме нашиот иновативен производ Jukebox машина за селектирање на отпад. Тоа е машина во која се става отпад, а со помош на вештачка интелигенција машината го препознава и го селектира отпадот, а секој кој што ќе фрли отпад во машината има можност да одбере песна, да вкуца во тастатурата број на песната од списокот кој е даден и сите слушаме добра музика на одморите, а во исто време селектираме и развиваме еколошка свест. Како почна се? Бевме инспирирани... Знаев дека мора да има музика. Да. Сега како се тоа почна, бевме инспирирани од конкурсот од Фондот за иновации за иновативни проекти за основните и средните училишта. Најпрво го поставивме проблемот заедно, односно големата количина на отпад околу училиштето. На одморите учениците фрлаа ѓубре и секогаш тој проблем не го гледав толку во нив, отколку во образовниот систем, каде според мене навистина недостасуваат теми од екологија. Разговаравме со учениците и дојдовме до идеја да направиме проект кој што ќе едуцирано и ќе ги мотивира учениците и ќе ја развива еколошката свест. Одлучивме тоа да биде машина за селектирање на отпад, но тука беше и мојот дел како наставник во музичко и мојата вечна борба учениците да слушаат квалитетна музика, па им предложив да биде Jukebox, но наместо паричка да се пушта отпад. Тие ме гледаат чудно затоа што не знаеа што е Jukebox, па заедно истражувавме, се запознаа и со таа ретро машина од времето можеби на нивните баби и дедовци, кога немало смарт телефони и YouTube. Така го склопивме проектот, бевме пресречни кога од фондот го одобрија, потоа следеше реализација, голем број на едукативни работилници на таа тема, за која сите ученици од училиштето пројавија голем интерес. Потоа наред дојде изработката на машината, за која ни помогна колегата Димитрije Ангелков. Учениците беа вклучени и одблиску се запознаа со начинот на изработка и функционирање на машината. Потоа следеше промоција на проектот. Во сите етапи учениците беа активно вклучени. Дел од нив беа заангажирани, например, во делот на организација на настани, дел беа посебно заинтересирани за процесот на изработка на машината, па потоа следеше промоција на машината со многу идеи од самите нив, од учениците. Моје беше само да ги насочувам и да ги поттикнувам. И точно можеше да се забележат нивните афинитети во секој сегмент и да се видат можеби нивните идни професии. Преголеми интерес од учениците во сите фази на проектот, а посебно горди сме сите заедно на финалниот производ. Еве, ова е едно наше убаво искуство и се надевам дека ќе имаме можност за уште многу вакви слични проекти кои ќе придонесуваат за развивање на иновативност кај ученици. Да, навистина интересно и јас кога би била ученик и мене би ми било интересно да се вклучам во вакво нешто. Добро, Аида, еве, ти да додадеш?
Па на кратко, само ќе кажам дека на почеток од секоја година Само Аида, Јуци? во ред. Во ред сега, да. Добро. Реков на самиот старт од учебната година учениците се запознават со трудовите од нивните претходници и секогаш кажувам дека и тие ученици седеле во истите клупи и зад себе оставиле прекрасна трага, било пишана, била видео трага, и дека исто и тие имат можност такво нешто да направат и да дадат како придонес во нашата колекција, која што ќе послужи за генерациите по нив. И нормално од сето тоа има и бенефит, зашто барем сегашните учества по проекти на превари добиваат разни благодарници, признанија, дипломи кои што им се важат кога сакат да конкурират, дали е за првенец на генерација, стипендија или слично. Брзам за да оставам време, ако доколку има некој нешто да праша, не е фер само да ние завршиме со зборувањето, а другите да не им дадеме никаков збор. Од мене толку. Добро, еве Билјана ја оставив за крај. Па би сакала да кажам дека еве како идеи од нашите идеите кои што ги црпиме од секојдневието се нешто што еве кај учениците буди многу интерес. За истите ги разговараме за време на часовите преку дискусии, разгледуваме различни можности за реализација на тие идеи. Јас секогаш ги охрабрувам да ги развиваат и продлабочуваат идеите, за на крај да се изнајде начин за нивна реализација. Колку поиновативно, толку поинтересно и секако ништо нема неостварливо. И тоа што во прв момент изгледа неостварливо, секогаш може да се најде начин за нивно остварување. Не мора да биде со најмодерната технологија, ние сме научени да импровизираме и сме научени да бидеме иновативни, може би околината така не натерала, но секогаш да не се откажуваме од нашиот сон, да се трудиме да го оствариме тоа што сме го замислиле. Јас би имала толку, во колку има некои нешто прашања, можат да повелат колегите. Да, супер, одлично. Значи, баш е убаво заради тоа што баш она што го кажа Билјана сега да импровизираме е всушност тоа што ја поттикнува, нели, го поттикнува тоа критичкото размислување, креативноста кај децата, наоѓање на решение, баш е тоа она што ја поттикнува иновативноста. Еве сега да видиме дали некој од присутните би сакал нешто да прокоментира или да праша. Виолета еве уште на почеток кажа дека нели иновацијата подразбира изнаоѓање на иновативни решенија, нови решенија, дека во оделенска настава учениците рециклираат конкретен визуелен предмет, го пренаменуваат за друга цел, друга намена, дека на тој начин се остварува исто така едно нели предприемачко работење уште во оделенска настава, нели она што го рековме, не започнува се од предметна настава. Дали некој друг од присутните еве би сакал, слободно може да вклучи микрофон, да им постави прашање. Јас знам дека ако имавме и повеќе наставници, че имавме уште многу повеќе идеи, но сепак нас времето не ограничува, заради тоа што нели во една временска рамка од 1 час сакавме да кажеме примери, ама ете толку стигнавме, може би во некоја следна прилика поголем број од вас ќе можат да презентираат нешто. Значи, навистина интересно беше, бидејќи од почеток кажавте нели дека може да ја поттикнеме уште пред да дојдат кај нас. Еве Виолета, иако нели во чет ни запиша дека можеме тоа уште во оделенска да го развиваме, и вие ни дадовте интересни примери. Еве Ѓорѓина нешто би сакала? Повели? Бидејќи изборувавте за интегрирано учење, повеќе предмети, така интегрирање на повеќе предмети, јас би сакала сега повеќе да прашам каква е соработката со другите наставници? Кај учениците знаеме дека има интерес. Дали при реализација на проектите имавте помош од колегите? Кој од вас би сакал да одговори? Една од вас, не мора нели сите во корис на времето. Еве јас ќе кажам, конкретно немав поддршка ни помош од сите, но одреден број на наставници, сите ние имаме, мислам во секој колектив така и функционира.
Ние природни науки сме сплотени и кога и да треба нешто, било каква помош, тука сме. И тука ние и математика, и информатика, буквално сме STEM, а сега како добивме и нова наставничка по музичко, мислам сега отиде на трудничко, ама сепак соработуваме одлично. И фактички имаме STEAM. Уште другите не ги навлековме, ама добро е. Се на се функционираме топ. Добро, постепено, нели, работите мора да напредуваат. Она што радува е дека навистина е голем бројот на учениците кои што се вклучуваат во ваков тип на проекти, еве сите вие кажавте, и убаво е што кај нив нели ги потикнуваме таа иновативност и ми се допадна и Билјана што потенцираше за таа самоодржливост на проектите, заради тоа што нели ние мораме да посветиме многу внимание што после завршување на проектот, да не биде нели дека нешто е направено и тука завршува, туку како понатаму. Како понатаму уште повеќе да ги развиваме, нели, да ги потикнуваме учениците. Вообичаено нели ние имаме една група на ученици кои што се вклучуваат во проектите, но како да привлечеме што е можно поголем број на ученици. Не знам, ете, една од вас спомна дека тоа го правите нели преку анкети во училиштето, но сум сигурна дека секој од нас наоѓа различен пример во зависност од нели од учениците со кои што работи. И па сега, бидејќи ние имаме уште една минута нели до крајот договореното време, јас би сакала да ви се заблагодарам на сите три за учеството во оваа трибина. Навистина секогаш е интересно да се слушнат вашите проекти. Некои од нив јас веќе ги знам, сум запознаена, но сепак секогаш кога ќе слушнам нели од вас, добивам некој, како да кажеме, нов аспект на гледање на нештата. Значи, секогаш можеме да научиме многу едни од други и се надевам дека и понатаму ќе продолжиме, можеби еве сите заедно ќе смислиме некој нов заеднички проект, може да биде и меѓуучилишен, не мора да биде нели само меѓупредметен, во кој што понатаму нели ќе се развива иновативност и предприемачки од кај учениците. Еве Зорица ви вели браво на колешките, нели? Очекувавме од вас и ваква презентација и уште еднаш ви благодарам за учеството на денешната трибина. Повторно благодарам нели и на поканата за да земеме учество во одбележување на глобалната недела на претприемништвото и се надевам дека повторно ќе имаме една ваква заедничка средба во која што ќе можеме да дискутираме на слични теми. Ви благодарам на сите. Благодариме на вас. Пријатно.